Повод за моево денешно обраќање е повторното ревитализирање на клубот на советнички. Имено неколку мандати порано, во рамките на Советот на општината, на иницијатива на представничките на невладиниот сектор и со нивна директна асистенција беше формиран клуб на советнички кој во тоа време успешно функционираше. Во овој состав на совет ние одлучивме со сопствени сили, се разбира, секогаш сме отворени за препораките и за соработка повторно со невладиниот сектор, повторно да го формираме, односно да го ревитализираме клубот на советничките. Во овој клуб ќе бидат членки сите советнички од Советот на општина Куманово, независно од која политичка партија припаѓаат и дали се представнички на позицијата или опозицијата. Ние во Советот на општина Куманово имаме 14 советнички и тие се членки на Социјалдемократскиот сојуз, на партијата ВМРО-ДПМН, на партијата ГРОМ и партијата БЕСА. Мислам дека независно од нашата политичка припадност, сите сме единствени во тоа дека во овој клуб на советнички ќе бидеме застапнички пред се на женскиот интерес на градот и општината. За нашите понатамошни активности ќе бидете благовремено и редовно информирани. Овој клуб го формираме во пресед на Денот на жената, меѓутоа со една идеја, да немаме само Ден на жената, да немаме ниту само Месец на жената. Клубот на советничките ќе промовира Година на жената. Прва активност ќе ни биде формирањето на овој клуб, потоа планираме организирање на една планинарска тура во соработка со градоначалничката на општина Старо Новоричаре, госпоѓата Жаклина Јовановска, бидејќи планинските предели главно се на територијата на нивната општина и советничките од општина Куманово и советничките од општина Старо Новоричаре, а под покровителство на градоначалничката Жаклина и јас како претседателка на совет, планираме да новиве да организираме една куса планинарска тура во чест, повторно реков, не на денот, не на месецот, туку Годината на жената, а со цел афирмација и популаризација на планинарењето како спорт, како здрав начин на живот и промоција на нашите природни убавини во регионот. Освен оваа активност, за оние што се сеќаваат, а и за оние што немале прилика да ја следат нашата седница, веќе на последната седница најавивме дека со цел исто така да го омасовиме тенисот како спорт и да ја истакнеме нашата поддршка за развивање на овој се популарен спорт, ќе организираме мини турнир на кој повторно советничките ќе настапат во свој тим против колегите советници, независно од тоа повторно од која политичка припадност се и независно дали се на владеачката страна или на страна на опозицијата. Имаме во план повеќе активности, ќе ги реализираме дел оваа седмица, кога главно сме посветени и упатени на Денот на жената, меѓутоа имаме многу планови кои ќе ги реализираме во текот на месец март и до крајот на тековната година. Исто така би сакала да кажам што е целта на повторното формирање на клубот на советничките, значи не е само обележување на значени датуми и настани и не е, да кажем, организација само на ваков тип на активности, туку со оглед на тоа дека сепак ние сме жени политичарки, представнички на одредена политичка опција, а пред се и над се ние сме представнички на граѓанките и граѓаните на општина Куманово. Целта ни е клубот на советничките да биде специфично место на канализација на специфичниот женски интерес. Имено преку клубот на советничките повторно ќе ја нагласиме важноста од родовиот аспект во процесот на одлучувањето, од родовата призма во планирањето на сите политики на Советот на општината, специфичните женски интереси кога одлучуваме и расправаме каде ќе ги распределиме општинските пари, што ќе ставиме на приоритетна листа, секогаш да го имаме во предвид и женскиот интерес, женските потреби и проблеми. Меѓутоа се разбира, ние не би биле жени лидерки ако не се грижиме за потребите и прашањата и проблемите на сите сограѓани. Сега нема да ги делиме исто така ни по родова припадност, така да и во сите наши активности кои ќе бидат во организација на клубот на советничките на општина Куманово се поканети и добредојдени и колегите советници
и сите останати мажи во општината Куманово можат исто така да ни се обратат со специфични прашања, проблеми и предлози за понатамошни активности и идеи. Верувам дека кумановската јавност благовремено и исто така позитивно ќе го прими овој настан и планираме веќе во сабота на 6 март да организираме првата активност. Дополнително ќе ви информираме каде и во колку часот ќе се одвива и веруваме дека ова ќе биде поздравено од представниците на сите политички субјекти, од представниците на невладиниот сектор, особено оние кои го третираат женското прашање, проблемите на жените и девојчињата, родовите односи, проблемите исто така во заедницата, а се разбира очекуваме поддршка од бизнес заедницата и од сите граѓани на градот Куманово, на општината Куманово и да не заборавам дека планираме да имаме успешна соработка со сите општини во североисточниот плански регион, а еве започнуваме со општината Старо Леворечане.